Драги гледачи, денешниот термин на емисијата 7 дена посветен е на Стоби, еден од најзначајните археолошки локалитети во земјата, на кој веќе 5 години се вршат систематски археолошки испитувања. Стоби. Тука, во тишината која преку летото ја нарушуваат археолошките ископувања, напластени се вековите, живот на градот, кои сега пред нас одново и со нова свежест оживуваат. Најстар сочуван извор за Стоби е забележан со победата на Филип V над дарданците во близината на Стоби во Пеонија, 197 година пред нашата ера. На друго место пак историчарот Ливие вели дека Стоби се наоѓа на Црна река, недалеко од местото каде што таа се влива во Вардар и го нарекува Стар град, наспроти новиот град Перседија, кој бил основан од Филип V 183 година пред нашата ера. Тоа се првите податоци од не така богатиот фонд археолошки податоци кои говорат за основањето на градот. Сепак се чини дека градот е подигнат во еленистичкиот период, не многу пред владењето на Филип V. Сондите на Акрополисот и под неколкуте згради во близината на средиштето на подоцнешниот град ги откриваат наталожените слоеви на 3 и 2 век пред нашата ера. Неколкуте наоди, воглавно ситни бронзени предмети, кои потекнуваат од класичниот и архајскиот период, пронајдени низ Стоби, но тие не можат да се поврзат со контекстниот материјал и неговата старост. И покрај тајните на сите минати времења, најсигурно е дека Стоби е основан во текот на столетието по војната која Филип II ја водел против пеонците во 359 година пред нашата ера. Еве дел од времењата кои некогаш биле живот, а сега само историја на градот. По победата на римјаните над македонскиот крал Персеј 168 година, Македонија е поделена на 4 области, а Стоби станува центар за трговија со сол на третата област. Пред тоа, во 148 година Македонија станува римска провинција, но се уште нема докази дека во тоа време во Стоби доаѓа до битни промени на начинот на живење. Дури за време на владењето на Август во градот настануваат значајни промени. Стоби се проширува, секако поради големиот прираст на населението. Интензивното проширување на градот може да се поврзи со подигнувањето на неговиот статус во ранг на муниципиум, што Стоби го имал уште во 69 година, кога во него почнале да се коваат пари од разни типови со надпис Municipиум Stobensium. Во раниот и средниот царски период градот несомнено цутел и во него владеела благосостојба. Многобројните споменици со надписи сведочат за световните и верските извештаи на некои богати граѓани на Стоби. Нивни сведоци се големата зграда во близината на источниот градски бедем, со совршено изработена релјефна штикатура и фрески со ликовни представи на зидовите и храмот на Немеза во театарот. Најубав споменик е театарот, изграден во вториот или почетокот на 3 век од нашата ера. Мермерните седишта на гледалиштето имаат врезани имиња на патроните на театарот и неговите игри, кои се одржувале тука, кога зградата била претворена во арена. Крајот на 5 век бил катастрофален за овој град. Стоби во 472 година се спасил од уништување со дозволата да му биде отворена портата на Теодомир, крал на остроготите. Но сигурно е дека платиле огромна сума пари и залихи од храна на остроготската војска, која тогаш била устремена кон Константинополис. Градот во 479 година бил ограбен од војската на Теодорих, син и наследник на Деодемир. И само што се закрепнал од силниот грабеж, градот доживува уште една поголема катастрофа. Тој е погоден од големиот земјотрес во 518 година. По сите овие несреќи, некои археолошки остатоци означуваат некаква активност во горните слоеви на театарот во текот на 11 век, а и неколку словенски гробови се откопани во близината на Северната базилика. Сепак, по 6 век во Стоби нема трагови на живот. За ископувањата и за она што ќе значи нов живот за Стоби, во денешнава емисија зборуваат директорот на Народниот музеј во Титовеле Стихо Најдовски, кодиректорот на проектот Стоби Джеймс Вајзман и археологот Блага Алексова.
Се приближуваме кон крајот на петата сезона на ископување во Стоби и работејќи секое лето на неколку места кои делумно беа ископувани во претходните години, како на пример на театарот, каде што настојувавме да одговориме на некои прашања што се однесуваат за изградбата на сцената, до историјата на зградата и датумот на изградбата. Работевме исто така и на други локалитети кои делумно беа ископувани во претходните години. Покрај многуте откриени згради, интересно е да се спомене откривањето на еден христијански баптистериум, веднаш до епископската базилика. Баптистериумот потекнува од 5. век на нашата ера и е многу добро сочуван. Голема помош добивме од експертите на Заводот за заштита на спомениците на Македонија, кои помогнаа при реставрацијата на ѕидовите на баптистериумот и другите градби на овој дел. И сега се работи на превентивна конзервација, на која уште повеќе ќе се работи во идната година. Who have helped in the restoration of the walls of the baptistry and in other structures on the site. There is a great deal of preventive conservation work being done now, and more will be done during the coming year. Со богатиот археолошки материјал кој е откриен во текот на ископувањата од 1970 па до денес и многобројните покретни објекти и предмети откриени уште во кампањите водени во Стоби измеѓу двете војни, отворен е музеј во просториите на станица, кој има за цел да го запознае секој гледач и секој поседител на Стоби со резултатите, односно со откриените материјали во текот на овие наши ископувања. Покрај останалите значајни предмети и објекти во овој музеј, изложени се и монетите откриени пред 2 години, сребрени монети, еден депо од 2 век преди нашата ера, како и монетите кои се откриени во текот на ова година, сребрени и златни монети од театарот од 4 век на нашата ера. The other building in the same vicinity is the baptistry of the Episcopal Basilica. Другата градба во непосредна близина до епископската базилика е баптистериумот, која откривме неодамна, и тоа е градба непосредно под епископската базилика. Овде откривме подови 4 метра под подот на епископската базилика, ѕидовите се 2 метра високи со фрески. Предпоставуваме дека оваа било христијанска црква, иако е така, тоа е најраната и најдобро сочуваната христијанска црква што е откриена во Југославија. Исто така работиме на гробиштата кои датираат од 1. век пред нашата ера до 4. век од нашата ера. Сега се ископуваат околу 300 гробови и многу предмети пронајдени тука може да се видат во музеите. Сево ова беше во рамките со проектот за ископување на Стоби и сега тој е отворен за туристите. Set up by the Stobi Excavation Project and is open to tourists now. Во врска со објаснувањата на професорот Вајсман за ранохристијанската базилика, епископската базилика во Стоби, би сакала да надодадам дека нејзината историја, односно нејзиното датирање започнува овие последни 2 години, бидејќи таа е откопана уште пред 55 години и беше датирана во 5-6 век. Меѓутоа, ископувањата во Јужниот брод во миналата година и овогодишните ископувања во Јужниот и во Северниот брод ќе дадат одговор за најстарите објекти под оваа базилика, а може би и за една базилика од поран период. We've also been working in the area of that we call the House of the Fuller, where Professor Mikulčić from the University of Skopje. Исто така работиме и во областа која нарековме Римска куќа, каде што ископувањата се вршат под надзор на професорот Микулчиќ од Скопскиот универзитет, уште од почетокот на проектот, како и на серија на приватни куќи, мали дуќанчиња и работилници, кои датираат од 1. до 6. век на нашата ера. На најголемиот објект е градбата покрај реката Црна, која има ѕидови покриени со земја и со фрески. Градбата е нарековме Римска куќа и потекнува најверојатно некаде од средината на империјалниот период и не била во употреба веќе во 3. век.
Може би најспектакуларната област во моментов е областа до Римскиот замок, каде што подоцнешниот градски ѕид бил изграден врз урнатините на една огромна градба. Градбата што сега ископуваме ќе ви дадам пример само за едната просторија, која е 17 метри долга и 16 метри широка. Тоа е само едната просторија. Другите простории имаат ѕидови обложени со мермерни плочки, ионски пиластери, разни видови на мермер и високодекоративни ентериери со вдлабнатини украсени со лакови. Поради тоа сметаме дека градбата може би била купатило. И уште неколку зборови за обемот на работите што се изведуваат овде, на еден така голем простор и со толку различни области. Ние се заложуваме и конзервацијата ќе биде добро изведена и ѕидовите заштитени. Сето ова што се открива останува во Стоби, каде што постои и постојана археолошка населба. Types of rooms then clearly belonging to it. We suppose the building may be a bath. A few words about the amount of work that's going on with so many different areas and so many large spaces being excavated. We have been very much concerned to be sure that conservation has been conducted so that the walls will be protected. What we find is all kept here in Macedonia and here at the site of Stobi, where there is now a permanent archaeological station. За сите објекти за кои зборуваше професорот Вајсман, откриени во текот од 1970 година па до денес, и на објекти на кои се вршат ревизиони археолошки ископувања, перманентно се вршат конзерваторски потфати од времен карактер. Тоа значи, преведено на обичен јазик, дозидување на известни зидови, поправање на известни подови, подигнување на мозаици и крпење на тие мозаици. Меѓутоа, што е многу значајно за сите од тие објекти, поготово за објектите што имаат посебен репрезентативен карактер, се припрема комплетна документација која треба да послужи понатаму за комплетно презентирање, односно за дефинитивна конзервација на тие објекти. Таков е случајот со Полихармосовата палата, таков е случајот со Теодосијанската палата, со театарот и со ранохристијанската базилика, односно епископската базилика. Многу значаен момент во Стоби е исто така положбата, односно желбата од домаќините од Тито Велешки музеј да се Стоби презентира и озелени. Во таа сврха од Заводот за урбанизам на град Скопје изготвена е една опширна програма која ќе биде разгледана од одборот на Стоби и која веројатно со известни дополнувања ќе биде примена за озеленување на Стоби и за доведување на изворска вода во самиот град. Оваа година се навршуваат 5 години од реализација на научно-истражувачките археолошки работи на археолошкиот локалитет Стоби, еден од најзначајните од овој вид во Социјалистичка република Македонија. Овие научни испитувања се вршат во рамките на проектот Стоби, чии носители се Народниот музеј во Тито Велес и Универзитетот на Тексас од Остин, од Соединетите Американски држави, односно Бостонскиот универзитет од оваа година. Финансиските средства за овој голем проект ги обезбеди Смитсонијан институцијата од Вашингтон и Социјалистичка република Македонија. Во реализацијата на најголемите археолошки испитувања во историјатот на Стоби, ангажирани се многубројни археолози и други стручни кадри непотребни за вакви испитувања во Стоби од Соединетите Американски држави и Социјалистичка република Македонија и другите републики од Југославија. Благодарение на нивните големи напори се открива велот на тајните што ги крие овој антички град во нашата република. Благодарение на сестраната грижа на проектот Стоби, во текот на изминативе години издадени се неколку публикации што представува значаен придонес за откривањето на досегашните резултати на археолошките испитувања. Ова сето зборува дека резултатите на проектот
се многу добри и зборува за тоа дека овој локалитет ужива голем авторитет